Централно издание на дневникот на К1 добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денот започнуваме веднаш. Останете со нас. Според Никола Тодоров, брзи избори се решение за политичката состојба во државата. Протести на заедничка Македонија во Велес и регионот. Регионалните комори од Кавадарци и Штип организираа деловна средба меѓу компаниите од двата региона. Вчера мирни протести организирани од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се одржаа во градовите од Вардарскиот регион, поточно во Велес, Кавадарци и Неготино. Оттаму повторно беа испратени пораки за одбрана на македонскиот идентитет, знаме и јазик. Валентина Михайловска ги има деталите. Не се работи за партија, се работи за Македонија. Државата која што е најмногу делена овој пат ќе ја сочуваме, велат граѓаните кои се дел од мирните протести организирани од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Даваме поддршка за да заштитиме унитарноста на Република Македонија, се додека некои се обидуваат да ја уништат нашиот суверенитет и интегритет, ќе го браниме колку може. За унитарна Македонија, да се зачува македонството, да немаме двојазичност, да знае еден јазик е, еден народ. Кој сакал, нека повели, секој нека живее во државата. Да, искажеме граѓанската револт поради албанската платформа. Само ради албанскиот јазик и не ја даваме Македонија. Инаку не ни интересира партија. Ние бараме Македонија да е наша и да не ја дават на никого. За Македонија, за државата, без разлика која партија не поддржуваме сега. Но за Македонија, затоа што да не се смени името, да не се смени грбот, тие париве што се јавија на веснициве, пола албански, пола македонски, тоа не чини. Ги повикуваме политичките партии, институциите, невладините организации да ја преиспитаат содржината на Тиранската декларација, која со самото нејзино донесување го наруши мирот и спокој на сите граѓани на Република Македонија. Ова барање синоќа го испратија велешани кои беа дел од протестниот марш, организиран од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. За животот во Велес одлучуваат велешани. За Македонија одлучуваат граѓаните на Македонија во Македонија. За нас се неприфатливи надворешните уцени и диктати. За нас е неприфатливо било какво редефинирање на Македонија. За нас е неприфатлив секој обид за промена на уставниот статус на македонскиот јазик. Велес, Кавадарци и Неготино се општините од Вардарскиот регион, каде граѓанската иницијатива организира маршеви. Истакнати личности ги упатија своите пораки. На мајката Македонија дека ќе ја браниме и ќе ја одбраниме. Нема сила што може да не заплаши и да не отстрани, да не одвои од скуток на нашата мила, намалена, ограбена, намачена Македонија. Ние немаме кантони за давање, имаме за враќање. Македонски кантони од егај најмногу. Левински, Воденски, Солунски, Драмски, во соседна Бугарија, македонски кантони. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме, што пишуваме, што пееме и што играме на македонски. Македонци сме најмногу само затоа што сме страдале на македонски. Никогаш не се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме. Каде што албанските партии со помош на предавнички партии од македонскиот етникум се обврзаа на реализација на албанската платформа донесена во Албанија, која што во суштина не знаеме што се содржи. Организаторите ги повикуваат граѓаните да излезат и на мирен начин да кажат не на обидите за редефинирање на Македонија.
За излез од моменталната политичка криза во Македонија, Никола Тодоров вели дека неопходни се нови предвремени парламентарни избори. Според Тодоров, граѓаните на изборите кои поминаа не се изјаснија по основ на актуелната платформа. Решението од моменталната политичка состојба во државата се нови брзи избори. Оба во телевизиско интервју го изјави членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Никола Тодоров. Така граѓаните ќе може да се произнесат и по постизборната платформа која е создадена во едностранска држава, вели Тодоров. Избори и вака и така треба да се одржат сега во мај, а второ, ако се одржат такви избори, резултатите сигурно би биле појасни и би имала почиста ситуација. Не може вака да се расцепува практично националното ткиво од политички причини до крајна мера. И затоа сметаме дека брзи избори се решение на оваа политичка криза, затоа што при брзи избори многу јасно ќе се добие резултат кој што поприлично ќе ја искристализира состојбата. Затоа што и ВМРО или СДС било кој да победи, граѓаните ќе одлучат врз основа на сите информации. Според Тодоров, граѓаните на изборите кои поминаа не се изјаснија по основ на актуелната платформа. Изборите што се случија, граѓаните одлучуваа со половични информации, затоа што ниту еден кој што гласал за СДСМ или гласал против ВМРО, не знаел дека СДСМ ќе прифати платформа која што е направена во друга држава и која што во себе содржи елементи кои што сериозно ќе ја редефинираат Македонија. Тодоров напоменува дека локалните избори кои треба да се одржат кон крајот на месец мај се добра можност и за нови предвремени парламентарни избори. На овој начин, без создавање на дополнителни финансиски трошоци, може на излез од моменталната политичка криза, смета членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Никола Тодоров. Регионалната комора од Кавадарци и регионалната комора од Штип во рамките на Стопанската комора на Македонија денеска организираа деловна средба меѓу компаниите од двата региона со цел зголемување на соработката. На деловната средба присуствуваа представници од бизнис секторот од двата региона и представници од локалната самоуправа на општините Кавадарци, Неготино, Росуман, Штип и Карбинци. Интензивирање на меѓусебната соработка на регионалните комори од градовите Кавадарци и Штип, предлог и иницијативи за поддршка на бизнис секторот од двата региона, инфраструктурното поврзување и друго, беа теми на денешната деловна средба меѓу регионалните комори од Кавадарци и Штип. Деловната средба беше со цел зголемување на соработката и вложувањата во овие два града од страна на бизнис секторот. Целта на оваа средба е да се фирмите малку запознаат подобро едни со други, да заедно со фирмите и локалните самоуправи и локалните власти направат заеднички средби во делот на комуникација за бизнис секторот, во делот на унапредување и подобрување на инфраструктура и поврзувањето на општините како се Штип, Кавадарци, така да мислам дека и Кавадарци и околината како регионална канцеларија имаме добри соработки со регионот во Штип. Значи имаме добри компании кои што меѓусебно соработуваме. Сегаш од овие средби произлегуваат едни така подобри идни решенија во делот на бизнисот, во делот на дружба, во делот на заеднички идеи и заедно работење као комори. Како кавадаричките, така и штипските бизнис компании секогаш даваат свој придонес врз економскиот развој на градот, било со грантови, инвестиции или запослување на лица од ранливи категории, така што соработката е секогаш на високо ниво и вратите на бизнисмените и предприемачите во локалната самоуправа на Штип се секогаш отворени, истакна председателот Наум Барзов, председател на регионалната комора Штип. Ние како бизнис сектор го помагаме секој работење на општината Штип нормално во рамките на нашите можности и можам да кажам дека штипските бизнисмени се многу загрижени за околината и како градот се развива и секој пат кога можеме го даваме нашиот придонес било со грантови, било со запослување на луѓе од загрозените категории,
Така да нашата соработка како со општината, така и со социјалната заедница е отворена и секогаш на високо ниво. Не само за кавадарци, туку за Република Македонија, кавадаричките компании се уште се пример во државата за општествено одговорни компании, кои што покрај градот ги помагаат и фамилиите, како и социјално ранливите категории, посочи градоначалникот Александар Панов. На прво место ќе го ставиме бизнисот и дека филозофијата на денешното модерно живење да го биде бизнисот, а потоа сите други. Така што мојата припадност кон таа идеологија кореспондира со тоа што денес сум и присутен и што сакам да дадам одеден придонес кон меѓусебните контакти на двете регионални комори. Со тоа што нели во моето поздравно обраќање им спомнав и тоа дека можеме да ги користиме и бизнисот може да ги користи сите релации кои што ние како општини ги имаме направено со компании, меѓутоа и со градови надвор од државата. На средбата присуствуваа представници од бизнис секторот од Кавадарци, Неготино, Росоман, Штип и Карбинци. Вчера вечер се запали куќа на којник во Велес, поточно на улица Кузман Јосифовски број 29. 10 пожарникари интервенираа во гаснење на пожарот. Командирот Јупчо Лепидовски вели дека на пожарникарите им биле потребни 2,5 часа за пожарот да го стават под контрола. 10 пожарникари вчера вечер интервенираа во гаснење на пожар на запалена куќа на улицата Кузман Јосифовски број 29 во населбата Којник во Велес. Соседите пожарот го забележале околу 18 часот и 20 минути. Веднаш ја известиле противпожарната единица. Само видов пламен и почеа да пукаат керамиди, кога више прими воздух, уште толку вивне доека дое пожарната, тоа беше се. Друго нема. Толку видов ко комшија. Дим имаше многу. Што се случи понатаму не знам. Да, одма веднага куќата учело што е на тече. Да, нормално, се уплашив. Да, многу се уплашивме што е. Тоа е, мислам жалосно што им се случи на луѓето. Пожарникарите со 3 засебни единици го гаснеле пожарот. Командирот Лупчо Лепидовски вели дека на пожарникарите им биле потребни дури 2,5 часа за пожарот да го стават под контрола. Направивме локализација и ликвидација на самиот пожар. Установивме дека кровот е изгорен скроз, но пожарот е настанат од машината за перење, односно бојлерот. Имаше опасност доле палетите и парното што беа, но е спречено ширењето во соседните куќи. Значи со 3 линии и со 3 возила побаране помош од ЈКП Дервен, значи возилото стоеше на повик доколку ни требаше вода. Во гаснењето на пожарот, пожарникарите имале помош и од соседите. Со ладење на куќите кои се во непосредна близина на запалената, не се дозволило од искра да дојде до ширење на пожарот и на куќите лепенки до опожарената. Патничко моторно возило марка Dacia Logan е опожарено синоќа околу 22 часот во Кавадарци, соопштуваат од секторот за внатрешни работи Велес. Возилото било опожарено на улица Ѓорги Соколов пред куќе на број 107, посочија од полицијата. Дополнително ќе биде утврдена причинетата материјална штета. Полицијата работи на расчистување на настанот. И уште една информација која ја имаме од Кавадарци, а тоа е дека пронајдено е лицето кое пред 2 дена се изгуби во близина на Теквешкото езеро, односно врвот Орле. Лицето е пронајдено вчера околу 14:30 часот кај село Шешково. Се работи за 36 годишниот КК од Скопје. По укажаната лекарска помош во здравствен дом Кавадарци е констатирано дека лицето се наоѓа во добра психофизичка состојба. Пред 2 дена пронајденото лице заедно со уште 4 други исчезнаа во близина на врвот Орле. Во потрагата беа вклучени екипи од единицата за спасување и заштита со хеликоптер, каде веднаш беа пронајдени 4 лица, а се трагаше по 5-то лице.
Доколку Земјева до следната недела не добие влада, Европскиот парламент ќе го одложи гласањето на пленарна седница за резолуцијата за Република Македонија. Според изјавите на високи официјални лица на Европарламентот дадени за МИА, европратениците не сакаат да ја усвојат резолуцијата што претходно ја изгласа Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент на пленарната седница во Страсбур, закажана за 14 и 15 овој месец, доколку до тогаш нема некаква разврска на македонската политичка сцена. Следуваат останатите вести од Македонија. Државниот завод за статистика објави дека вкупната надворешна трговска размена во јануари изнесува 807 милиони 412 илјади американски долари, од кои на извозот отпаѓаат 343 милиони 784 илјади, а вредноста на увезената стока изнесува 463 милиони 628 илјади долари. Според статистика, извозот бележи пораст од 9,6% во споредба со истиот период лани, а пораст има и кај увозот за 20,4%. Трговскиот дефицит во јануари изнесува 119 милиони 844 илјади долари. Најголемо учество во извозот имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично за возила, авиони или бродови, фероникелот и облеката. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали, други метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електрична енергија. Во јануари Македонија најмногу тргувала со Германија, Грција, Велика Британија, Кина и Србија. Утрово профункционира патничкиот железнички сообраќај, а вчера попладне почнаа да сообраќаат товарните возови, откако беше постигнат договор помеѓу вработените и раководството на Македонски железници. Со тоа се прекина двонеделниот протест на вработените во Македонски железници. Представникот на машинскиот персонал на Македонски железници Транспорт Душко Чакаровски вчера по средбата со ВД директорот на МЖ Транспорт Игор Коруновски изјави дека машиновозачите се задоволни од постигнатиот договор и оти линеарно ќе им бидат исплатени по 10.000 денари од вториот дел од платата за јануари. Договорено е платата за февруари да биде исплатена до крајот на март, за да не бидеме доведени во ситуација на 5 април повторно да го блокираме железничкиот сообраќај, изјавил Чакаровски. Српските власти соопштија дека ги пронашле телата на трите лица кои се сметаа за исчезнати при експлозиите во фабриката за оружје во Крагуевац. Холандската полиција уапси албански државјанин, откако во камионот што го управувал открила 647 килограми марихуана. Следуваат останатите вести од светот. Уапсен е албански државјанин од страна на холандската полиција, откако во камионот што го управувал открила 647 килограми марихуана. Камионот што го управувал 20 годишен албанец, чиј идентитет не се наведува, бил запрен откако од автопат А9 се пренасочил на патниот правец Амстердам Буинтен-Велдерт по претходно добиени сознанија дека во возилото има дрога. Истрагата продолжува бидејќи полицијата основано се сомнева за вмешаност на други лица. Во меѓувреме италијанската полиција заплени 3,5 килограми кокаин. Во акцијата се уапсени двајца албанци во чиј автомобил во градот Комос била откриена дрогата. Наркотичното средство било прошверцувано од Германија, каде имале свој соработник. Дрогата требало да биде продадена во северниот дел на Италија. Пронајдени се телата на трите лица кои се сметаа за исчезнати при експлозиите во фабриката за оружје во Крагуевац, соопштија српските власти. Според соопштението на Министерството за одбрана, вкупно 4 лица загинаа во двете експлозии, што се случија во вторникот во магазин за муниција, а повредени се 35 лица. Се уште се испитуваат причините за експлозијата во фабриката, каде и се складираат мини и друго оружје, а и се уништува оружје.
Министерството за внатрешни работи и вработените во клиничкиот центар истакнаа дека направиле се за да спречат трагедија од поголеми размери, евакуирајќи ги работниците и изгрижувајќи ги повредените. Напади врз цели на Ал-Каеда во Јужен Јемен извршиле воени сили, неверојатно американски. Војниците со поддршка од воздухот, дронови и хеликоптери Апачи по полнок влегле во селото Вади Јашбум, провинцијата Шабуа и се судриле со припадници на Ал-Каеда. Судирот, според локалните жители, траел речиси половина час. При нападот биле погодени и куќи на цивили. 3 часа подоцна биле нападнати цели на Ал-Каеда од воздух во реонот на Џабал Муган, во соседната провинција Абијан. Судирот меѓу американските војници и припадниците на Ал-Каеда исто така траел околу половина час. Исто како и вчера, така и денеска имаме сончево време, каде температурата достигна до 19 степен. Викендов ќе има сончево и топло време со мала до умерена облачност. Ке дува умерен повремено засилен југоисточен ветер. Утринската температура ќе се движи од 0 до 6 степени, а дневната од 14 до 20 степени. Деталите за временската прогноза во продолжение. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријетно.